Тетовецот Божидар Васовски по 10 години не добил оштета за неговата куќа која државата ја урна поради јавен интерес, односно пробивање на булеварот Маршал Тито во Тетово. За како што вели бесправното уривање на неговиот дом, ја тужел државата и започнала судска постапка во Основниот суд во Скопје, но неговиот случај се уште талка по судските лавиринти. Основниот суд 3 пати донел пресуда во корист на државата. Ваквите одлуки тој ги обжалил во апелациониот суд, кој 2 пати го вратил предметот на разгледување, но третиот пат не ја прифатил неговата жалба. Симптоматично за Божидар е што предметите постојано од апелација биле враќани кај исти судија од Основниот суд. Судската постапка јас ја водев во Основен суд. Основниот суд донесе пресуда против мене, исправно му е земено и ништо не му е земено, туку имотот бил државен, што не е точно. Јас се жалев на тоа до апелационен суд. Апелациониот суд донесе пресуда во моја корис. Основниот суд беше вратена кај Основниот суд. Истиот судија донесе пресуда повторно исто против мене. Вишиот суд, апелационен, така наречен суд, нели, донесе пресуда во моја корис и даде насоки што треба да направи, како првиот пат, така и вториот пат. Третиот пат, истиот судија на Основниот суд донесе пресуда по трети пут, инаку у пракса нема таква случаи да еден судија донел пресуда, истиот судија донел друга пресуда иста и по трети пут истиот судија да донесе опет иста таква. У пракса на судов тоа нема, ќе го даде судот кај некој друг судија. Меѓутоа тамо не, истиот донесе тој пресуда против мене на моја штета и отид на судот опет у апелационен, у вишиот, у апелационен суд. Повисокиот суд помина доста време, немаше донесена од страна на судот нова пресуда на од страна на апелациониот суд. Јас побарав кај председателот на судот да превземе мерка побаргу да се реши случајот, бидејќи со години врват, а ништо не е решено конечно. Тој апелационен суд по трети пат, ама сега решаваше истиот судија, истите судии и поротници што се таму се петорица овде, у Скопје у Основниот суд беа тројца, а у апелациониот петорица. И донесе судот пресуда на моја штета. За случајот на Божидар сега одлучува Врховниот суд. Јас таа пресуда ја обжалив у Врховен суд. Моментално немам известие до каде е. Судот не ме извести дали е решено, дали не е решено. Што имате поднесено до Врховниот суд? Ревизија. Дека Врховниот суд не се поднесува жалба, него се поднесува ревизија на жалба што ти е донесена од понизок суд, тоест од апелационен суд. Сега како судот ќе реши, не ми е познато, не сум бил, тамо не пуштаат нити да прашаш, мислим да идеш во судот и кај некој службеник тамо надлежен секретар ли, судија или заменик, помошник и така дале, не прима во судот, не можеш. Куќата на Божидар Васовски, која беше присилно урната, се наоѓаше во строгиот центар на Тетово. Континуираната физичка активност и правилната исхрана се од клучно значење за психофизичкиот развој на децата. Кифозата, тромавоста, слабата подвижност се само дел од проблемите кои се јавуваат кај децата со се поголемото користење на средствата и апаратите од современата технологија, а во недостиг на физичка активност. Во споредба со минатото работите стојат поинаку. Децата имале повеќе време, простор и можност да играат, рекреираат и спортуваат.
Играта за децата е нешто природно и треба да се трудиме тоа да им го овозможиме. Од најмалата возраст, детето треба да се поттикнува на вежби кои водат кон севкупно развивање на телото, а не да се форсираат вежби и спортување во една насока. Децата треба да се поттикнуваат секое слободно време да го користат за спорт, а минимум 2 до 3 пати неделна рекреација е пожелна за добар психофизички развој. Кражба во џамија во Тетово. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи вчера во 18 часот и 40 минути во полициската станица Тетово, 43 годишен оџа во џамијата лоцирана на улицата Мирче Ацев во Тетово пријавил дека еден ден претходно непознат сторител извршил кражба во џамијата. Сторителот влегол во џамијата, ја оштетил металната каса за прибирање на донации и ги одзел парите. Материјалната штета дополнително ќе биде утврдена. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот. Во продолжение следи ново издание на анкетата "Граѓаните зборуваат" на телевизија КИС, во која жителите на Тетово имаат можност да ги кажат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како и да истакнат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Кои се проблемите кои што го мачат нашиот град? Па има многу проблеми. Од сообраќајот до чистоќата. Што друго? И како жител на овој град сте се соочили или со некои проблеми во институциите? Со институциите секој има проблем. Ако не си партиски определен и ако немаш познатство, не можеш да свршиш работа никако.
Или да го подкупиш, или да го частиш. И тоа. Како би се решило ова? Со промена на власта. Корупцијата да ga нема и така нешто би постигнале. Проблеми, многу проблеми. Околу сообраќај, околу што да ви кажем, други работи, се палештина, вода, ова нема ништо. Прво што рече со сообраќајот е катастрофа. Полицијата не функционира како треба. Треба да малу и народот биде поозбилен. Земи кола да може кај што иде унутра да влезе со све кола, ќе влезе. Не постојаве паркинг има овде, не огледаа паркингот, еве кај паркираа, гледајте. Тоа е катастрофа, се збирам. Загадувањето едино, што е загадувањето. Друго не. Со водата решија се, пуштија вода. Се едино тоа, загадувањето. Тоа е најголем проблем. Нема паркинг, прво и основно. Прљаво. По тоа нечистотијата и воздухот, тоа. Друго? Друго пренаселеност, паркинзи нема, со збор ништо нема. Катастрофа. У Тетово што било некогаш и сега е катастрофа. Порано од Калија у Тетово се гледало само зеленило. Не може да се види черамитка, црвено, ништо. Сега не се гледа зеленило нигде. Не сме од тука, али загадувањето вамо, ѓубришта, отпада, што пара преку ноќта. Сум видел, сум осетил преку ноќ. Сега вика поново тоа е. Чистотата е основа. Водата на горниот дел, улиците на горниот дел. Друго не знам што да ви кажам. Како би се решили овие проблеми? Треба да се активира местната, локалната самоуправа, а не само да обеќават, а не исполнуваат. Едино тие треба да се ангажираат и да го решат проблем. Специјално јавно обвинителство според вас како работи? Правилно. Јавното обвинителство е ставено за да се поштуе, меѓутоа не поштуе никој ништо. Према тоа, понатамо ќе видиме што ќе стане и како ќе стане. А јавното обвинителство мора да се поштуе. Тоа не е турено туку така. Меѓутоа, на ВМРО све му смеќаа. Према тоа нема што да се дискутира, секој фотелята не га пушта. Секој сака да ја задржи. Зависи како ќе се постави јавното обвинителство. Ако ја свати работата озбилно, може. А ако не ја свати озбилно, нема што да се смени. Тоа ќе биде истото. Специјалното јавно мора да постои. Ако не постои, криминалот што направи влада и што прави и уште го прави, ќе си продолжат. Еве, слушнав на собрание прекинале, зашто тражи јавно, специјално јавно обвинителка. Едино решение е тоа, да постои, да се расчисти криминалот, тој што направил да одговара. Ако се чисти, нека се биде. И тие што направиле криминал, да не можат да се кандидираат за пратеници и функционери на држава. Криминално, работење 10 години. Не вработено с голема партиски, несодетно работно место. Пример, ако си со земјоделско работиш во Министерство за правда и така. Мислам дека добри мерки се преземаа со цел да се осигури дека избирачкиот список е кредибилен, вели шефицата на мисијата на УПСЕ во Македонија Нина Суомалајнен во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Таа вели дека избирачкиот список секогаш треба да ја рефлектира актуелната ситуација, а не таа од пред 10 или 5 години и да подлежи на автоматски периодични проверки.
Of course, as we know, the four parties indeed this summer agreed that when it comes to them, the conditions are sufficient to be able to organize the early elections. Then there have of course been a number of steps taken since then. The government to organize elections has been established. Then the chief editor for the MTV1, ad hoc body for media monitoring, and also the methodology for media monitoring has been agreed. So in a way it has been a good progress towards organizing the early elections. Now the next obviously will be then the dissolution of the parliament, also as has been agreed according to the deadlines. And then for the State Election Commission to continue working towards organizing the early elections. So at the moment it looks very good, and we hope also that these steps will continue to be taken and the implementation of agreement to be done. Државната изборна комисија констатираше дека има отстапувања во 5% во бројот на гласачите во 3 изборни единици, а дека тоа е законска пречка за одржување на изборите. Колку ова може да биде проблем за нивно спроведување? Yes, according to electoral code, there is this 5% rule, and in most of the countries there are sometimes deviations, or very often actually there are deviations between the electoral districts when people move between different districts and so on. But these should be really dealt with in a kind of a timely manner and in a regular periodic views. And now, of course, there might still be time to address this. However, earlier this year, when there was the preparation for the June election, this was not raised as an issue then. So it might be, it is a discrepancy, but also I just would like to mention that, for example, according to the Venice Commission code and standards, they can go up to 10% with this kind of deviation. So again, it's a regular thing which should be continued to be viewed and fixed regularly and normally in a good time before the elections. Има ли време да се донесат измените до распуштањето на собранието на 12 октомври? There's probably still time, but whether it is needed, I mean, that's still really to be it's an issue, but there might be some other issues which might be larger. So. Кои се тие прашања? One issue is a smaller issue is a gender equality quota in the State Election Commission, for example. I mean, there are many of these kind of technical issues, and it is up to the electoral system of every country to continue addressing them. And I have to say that probably none of the elections in the world is perfect. But when this kind of periodic reviews is done all the time, then it helps to make sure that at least most of the elections management and standards are met. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со шефицата на мисијата на ОПСЕ во Македонија, Нина Суомалајнен, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време со умерена облачност, дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 0 до 9 степени, а дневната од 17 до 24 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 6 до 11 степени, а дневната од 13 до 18 степени.